Почитувани сограѓани, лагите, манипулациите, незнаењето и тоталната дезориентираност на Зоран Заев и целиот политички врв на СДСМ од Скопје премина и кај нивните локални функционери во Делчево. Представник на СДСМ во Советот на општина Делчево, во услови на немање на никаква политичка визија и понуда за подобрување на стандардот на делчевчани, излегуваа по медуми и шири ноторни лаги со кои се обидува да се наметне како некаков политички фактор во внатрепартиската превласт на нивната општинска организација во Делчево. Ја демантираме лагата број 1. Председателот на ВМРО ДПМН во 1998 година не беше министер за финансии, туку министер за трговија и немал никаква врска со исплаќање на пари за кои е направен главниот долг на општина Делчево, кој до ден денес го блокира општинскиот буџет. Ја демантираме лагата број 2. Сам со себе, цитирам, Фондот за патишта и комуналии, според зборовите на советникот Горан Трајковски, пренесени во прилогот на ТВ Стар од Штип, не е можно да потпише договор. Ја демантираме лагата број 3. Не били исплаќени само по 100 денари на општина Делчево. Исплатен е целиот договорен износ од 50% од договорот или 12.175.019 денари за извршените работи од страна на градежното предпријатие Гранит на име на тој договор, од страна на Фондот на магистрални и регионални патишта Скопје. За волја на вистината, овој договор е потпишан во јуни 1998 година на износ од 24.350.038 денари. А општина Делчево, предводена од тогашниот градоначалник на СДСМ, не ги испочитувала одредбите од тој договор. Да биде ситуацијата уште покатастрофална, од страна на тогашниот градоначалник е потпишан дополнителен анекс на договор за дополнително потенциран, неосновано и финансиски неиздржано задолжување на општина Делчево од дополнителни 16.375.562 денари. И сето тоа, замислете, направено е за изградба на делница од транзитна улица низ Делчево во должина од 890 метри. Над 40 милиони денари за улица. Изградба на улица во Делчево од 890 метри. Ова се основниот договор и градежната ситуација по која е изготвен анекс на договорот за овие над 40 милиони денари. Од тука, почитувани граѓани, целосно ги разбираме лагите на членовите на СДСМ. Без проекти и реална понуда на граѓаните, споменувањето на името на Никола Груевски по секоја цена во медиуми заедно со ноторни невистини се чини единствено оружје што можат СДСМ да го понудат на граѓаните во пресред на престојните предвремени парламентарни избори.